Омилен македонски град од секогаш ми бил Кратово. Овој град што го гледате многу ме потсеќа на Кратово. Ова е градот Мостар, кој што се наоѓа во Босна и Херцеговина. И ако некогаш би се решил да живеам во град, јас би живеел или во Кратово, или во Мостар, затоа што во овие стари камени структури има некоја енергија. Имав среќа да го посетам овој град Мостар, па ајде малку да ве прошетам низ него, да ви го покажам и да ви раскажам една кратка легенда за него. Мостот што го символизира животот, исто како и нашиот живот, така и овој мост представува круг, кој што едниот круг е на површината, а другиот круг е само одраз во водата. Па така и нашиот живот, половина се гледа, половина е само некаде скриено или тоа што го нарекуваме духовност. Значи, за да биде човек цел, треба да го има целиот круг, така и овој мост. Пола е горе, пола е во водата. Иначе за овој мост има бројни легенди. Најинтересната легенда за овој мост е тоа што некогаш во овој град, кој уште бил мало населено место, дошол некој странец кој што имал црвена коса и бил невообичаен. Тој зборувал со луѓето, бил пријателски расположен и се решил да се искапе во оваа вода. Тој си ги оставил лиштата тука некаде на брегот и влегол во водата. И никој повеќе не го видел. Луѓето тргнале во потрага, го барале по бреговите на оваа река, го барале во подземните пештери што се тука наоколу, го барале низводно низ реката, но човекот не можеле да го најдат. Сведок за неговото влегување во реката биле неговите алишта, кои што биле уредно сложени на брегот. Меѓутоа се случило нешто многу чудно. После неколку дена тој човек се појавил во градот со истите алишта кои што ги носел. Меѓутоа, за разлика од претходно, тој човек сега не можел повеќе да зборува. Па така не можел да објасни што му се случило. Тој престојувал во градот уште неколку дена, не зборувал со никој и едноставно само си заминал во непознат правец. И оттука се пројавува таа легенда дека постои подводен свет во кој што живеат водни суштества, налик на луѓе, како самовили, како русалки, кои што имаат цело свое царство во подводниот свет, и тие наводно го земале тој човек во тој подводен свет, но по неколку дена од некоја причина се решиле да го вратат назад. Меѓутоа му одзеле способноста да зборува, за да не може да им раскаже на луѓето за тој таен подводен свет во кој што живеат мистериозни водени суштества налик на луѓе.